Пит Хексет е одликуван ветеран на националната гарда на армијата, кој служал во Ирак, Авганистан и заливот Гвантанамо. Но поранешниот водител на емисија на Фокс нема претходно искуство во владата или со управување со голема организација. Мислам дека ова е исклучително необичен избор. Ова не е работа за почетник и би очекувале некој што доаѓа на оваа работа да има значително менаџерско искуство. Хексет навести неколку промени во одделот за одбрана, спротивставувајќи се на програмите за различност, правичност и инклузивност во Пентагон, кои тој ги смета за премногу прогресивни. Во нашите редови нема црвени, бели, кафени. Сите сме зелени, сите крвариме црвено. Нашата сила не е во различноста, туку во нашето единство и љубовта кон нацијата, семејствата, пред се меѓу себе. Хексет исто така предложи отстранување на жените од борбени позиции. Јас само велам, не треба да имаме жени во борбените улоги. Тоа не направи поефикасни, не направи посмртоносни, ги направи борбите покомплицирани. Истражувачите на Маринскиот корпус ги споделиле сите машки и родово интегрирани борбени единици од 2014 до 2015 година. Тие откриле дека целите машки единици биле побрзи и посилни, но родово интегрираните групи имале подобри вештини за решавање проблеми. Моралот останал ист. Секретарот за одбрана Лојд Остин ја испрати оваа порака до жените кои сега служат на борбени позиции, откако ги завршија истите исцрпувачки задачи како и мажите. Мислам дека нашите жени додаваат значителна вредност на војската на САД. Ни требате, веруваме во вас, ја цениме вашата улога, додавате вредност на недобрата, најсмртоносната борбена сила на планетата. Трамп го пофали неговиот избор кој бил образован во Харвард и Принстон, како цврст, паметен и кој вистински верува во Америка. По номинацијата на Хексет се појавија извештаи за обвинение за сексуален напад од 2017 година. Хексет рече дека во тоа време му платил на лицето што го обвинило за да избегне публицитет. Тој исто така вели дека средбата била консензуална. Прашањето беше целосно истражено. Јас бев целосно ослободен. Тука ќе завршам. Мнозинството во Сенатот мора да ја потврди номинацијата на Хексет, иако републиканците во моментов го држат мнозинството со 3 места. Аналитичарите велат дека тоа не гарантира потврда, со неговиот став против жените во борбите, што многумина во Конгресот го сметаат за застарен. Како што ги гледам сенаторите, знаете, таму ја имате сенаторката Џони Ернст, самата таа жена воен ветеран. Сигурен сум дека ќе има интересни прашања за него и неговите мислења. Значи, од моја перспектива, тоа ќе биде многу проблематично прашање. Новоизбраниот председател Трамп имаше тешки односи со секретарите за одбрана во неговата прва администрација. Еден од нив, поранешниот секретар за одбрана Марк Еспер, го нарече Трамп неспособен за функцијата. Официјални лица велат дека лојалноста на Хексет кон Трамп е силна.